Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. 60 дечиња од општина Петровец на возраст од 1 до 6 години добија пакетчиња од општината. Со мобилната градинка беа посетени околните рурални места, каде што нема градинки, со што се вршеше едукација на најмладите. Градоначалникот на општината Борче Митевски нагласи дека во тек е промена на урбанистичкиот план, со кој ќе се овозможи изградба на нова детска градинка, доволно голема за сите деца од општината. Знаеме дека во општина Петровец детската градинка е премала за да ги собере дечињата и затоа ние како општина се зафатиме со измена на урбанистичкиот план, каде што да можеме да правиме детска градинка треба да пред се да оформиме парцели. Веќе имаме инвеститор кој сака да купи парцела за изградба детска градинка и очекувам измената на планот да биде готова некаде за 3 до 4 месеци. Владата дава поволности за отварање на мобилни детски градинки. Ние знаеме како општина Петровец дека ни е потребно детска градинка, но ова е друг модел на функционирање. Ова градинка, значи мобилна градинка е посета на околните населени места од рурален тип, кај што нема градинки, да се врши еден вид едукација на децата од предшколска возраст. На 12-та седница на Советот на општина Бутел беше донесен буџетот и програмите за работа на општината за 2014 година. Буџетот во споредба со 2013 година е намален за околу 22 милиони динари и истиот изнесува 155,3 милиони динари. Повеќе детали од Томислав Атанасовски. Денеска Советот на општина Бутел ја одржа својата 12-та седница, каде на дневен ред беа 8 точки, меѓу кои и буџетот на општина Бутел за 2014 година. Со едногласно усвојување, Советот на општина Бутел го донесе буџетот за 2014 година. Истиот за 2014 година изнесува 155,3 милиони денари, што значи намалување во споредба со 2013 година за околу 22 милиони денари. Многу внимателно, многу темелно, од многу аспекти направените анализи, буџетот го стокмиме, како да кажеме, меѓутоа за разлика од минатата година, кога изнесуваше негде околу 177 милиони денари, тоа е основниот буџет на општината, не зборуваме за блок дотации, годинава е намален за негде околу 22 милиона денари. Се надеваме дека 2014 година ќе биде доста тешка на финансиски план, меѓутоа сметам дека со плановите кои што ги правиме, денеска баш ќе им соопштам на исто така на Советот дека планот за отварањето на индустријската зона во населеното место Расадник на седница на владата помина и мислам дека веќе создаваме едно ново, јас би рекол, јадро, една нова зона која што има поволни услови каде што ќе можат да се отварат инвестиции. Се надевам дека можеби за кратко време токму од таа индустријска зона ќе може буџетот да се полни. Во буџетот планираме, бидејќи имаме 7 училишта, значи додатни средства од страна на буџетот одвојуваме за одржување на училиштата, како и сепак она што е најбитното, да можат децата ниту еден ден, ниту еден час нивните училишта да бидат незатоплени, затоа одвојуваме средства во буџетот, така резервни средства за затоплување на училиштата. Исто така што е карактеристично за буџетот за 2014 година, сакаме поново во областа на образованието да дел од средствата вложиме, посебно во училиштата за подобрување на енергетската ефикасност. Продолжуваме во однос на инфраструктурните проекти, а пред се мислам дека тука се во однос на санација на патиштата, изградба на нови патишта, на канализации, на водоводи да помогнеме. Значи се е тоа добро и структурирано и се надеваме дека буџетот кој што е планиран да биде остварен, јас би бил многу среќен кога оваа година би успеале. Најголем дел од собраните приходи ќе биде искористен за изградба на капиталните објекти, за што се планирани 66,1 милион денари од основниот буџет на вкупни расходи и 73 милиони денари капитални расходи од кредити. Поголемиот дел од нив ќе бидат употребени за довршување на изградбата на основното училиште Живко Брајковски, изградба на улици, патишта и на други објекти,
како и реконструкција на постојните улици и патишта, пешачки патеки, тротоари, мини детски игралишта и други објекти во согласност со соодветните програми за капитални активности во општина Бутел за 2014 година, кои Советот ги донесе минатиот месец. Најголем дел од приходите на општина Бутел за 2014 година се планира да се соберат од даночни приходи, комунални такси, самофинансирачки активности, трансферите од буџетите на фондовите, дотации од ДДВ, капитални трансфери, блок дотации и друго. Буџетот на општина Бутел за 2014 година влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Бутел, а неговата примена започнува од 1 јануари 2014 година. По повод предстојните новогодишни и божикни празници, викендов општина Карпаш по 11 пат ја спроведе традиционалната акција да бидеме хумани за нашите соседи. Акцијата се одвиваше пред 12-те поголеми маркети во општината. Во акцијата се вклучи и градоначалникот Стивчо Јакимовски, кој донираше прехранбени производи кои пак ќе бидат добредојдени во некои од материјално загрозените семејства. Ова е наша традиционална новогодишна и божикна хуманитарна акција за поддршка на нашите граѓани кои што се наоѓаат во потешка материјална положба. Ги замолуваме сите граѓани, добротвори кои што сакаат да им помогнат на своите сограѓани кои што се нашле во зона на социјален ризик, да барем еден продукт кога ќе пазарат во маркетите на територија на општина Карпуш на денешниот ден да даруваат и да се сетат за лицата кои што имаат финансиски проблеми, за да можат тие лица посрекно да ги поминат новогодишните и божитните празници. И апелирам до сите граѓани кои што можат да помогнат во оваа тешка економска ситуација на граѓаните кои што навистина им е потребна оваа помош, да го сторат тоа, затоа што општината Карпош покрај обврските што ги има во поддршка на образованието и инфраструктурата, има обврска и сите заедно имаме обврска да се грижиме за сите граѓани кои што живеат на нашата општина. Додека невладините организации бараат забрана на сообраќајот во централното градско подрачје поради алармантната состојба со загаденоста на воздухот, министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми вели дека ваквата мерка е радикална, а ќе имала мало влијание. Загадувањето на воздухот во Скопје продолжува да биде во црвена фаза, покажуваат мирните станици на Министерството за животна средина. Во центар Карпош и кај ректоратот загаденоста е на многу високо ниво. Управата за хидрометеоролошки работи извести дека од утре времето ќе се подобри. Исто така владините мерки за загадувањето на воздухот завршуваат утре. Ако испадне така како што велат од ДУХМР и понатаму ќе се следи состојбата, во спротивно ќе одлучиме за подрастични мерки, изјави денеска министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми на средба со представниците на невладините организации, на која се разговараше за спроведување на владините мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух. Еколошките организации сметаат дека мерките кои ги предложила владата не се итни, туку може да бидат ефективни само на подолг временски рок, а воедно препорачуваат воведување на бесплатен јавен превоз во рок од една недела за сите граѓани, а автомобилите со парен, односно непарен број на регистарските таблички да возат во одредени денови од неделата. Додека невладините организации бараат забрана на сообраќајот во централното градско подрачје поради алармантната состојба со загаденоста на воздухот, министерот за животна средина Абдулаки Мадеми вели дека ваквата мерка е радикална, а ќе имала мало влијание. Во однос на издавањето на еколошките дозволи за работа, министерот Адеми изјави дека рокот од април 2014 година нема да се пролонгира, со што индустриските капацитети ќе мора да направат усогласување со оперативните планови. Тој напомена дека не се работи само за интегрирана дозвола, туку ќе мора да бидат исполнети и други услови за работа, кои се во согласно со оперативниот план. Владата усвои 34 мерки на седница, а дел од нив се поклопуваат со вашите барања. Она што вие го предлагате ќе биде разгледано, иако дел од вашите барања се радикални. Немаме податоци за да тврдиме во која мера увезените возила влијаат врз
врз загадувањето. За пар непар деновите кои ги предлагате, се плашам дека може да наштетат на некој друг. Донесените мерки ги траат до утре, а во зависност од метеоролошките услови ќе видиме како ќе постапиме, изјави Адеми. Проблематиката со аерозагадувањето е комплексна и бара координација со владата, граѓаните и невладините организации, порача Адеми, заблагодарувајќи им на организациите кои се заинтересирани да помогнат во надминување на проблемот. Општина Цинтар организира пречек на новата година на скверот Јадран и предновогодишна програма со настап на повеќе македонски бендови и гостите од Хрватска Прљаво казалиште. Од 28 до 31 декември, општината ќе им понуди на граѓаните дружење со музика, топло вино, а манифестацијата ќе ја отвори точно напладне на 28 декември Драган Б. Костич, додека вечерта е резервирана за настапот на нокаут. На 29 декември во 12 часот ќе почне новогодишната програма наменета за децата од градинките, кои припаѓаат на општина Цинтар. Вечерта настапуваат Day Off, Бени и Нонстоп. Во понеделник на 30 декември скопјани ќе ги забавуваат DJ Бабура и Игор Џамбазов, а новата година на плоштадот Јадран посетителите ќе може да ја пречекаат новата година со настапите на Супер Хикс и Прљаво казалиште. Општина Цинтар организира оваа информација веќе ја проследивме, стручна обука на тема воведување на пристапот на еднакви можности на жените и мажите во креирањето на локалните политики. Беше спроведена од стручни лица од Центарот за истражување и креирање политики од Скопје во рамки на проект поддржан од градот Скопје. На оваа обука, како што соопштуваат од град Скопје, стручните лица од Центарот за истражување и креирање политики, пред повеќе членови на Советот на град Скопје и представници на градската администрација, ги представија концептите за родово одговорно буџетирање, родово сензитивно креирање на политики и алатките за интеграција на родовиот концепт во креирањето политики, како и практичните начини на кои локалната самоуправа може да ја унапреди родовата еднаквост. Целта на проектот е градење и зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа, при што локалната власт ќе биде обучена и подготвена да се насочи кон промовирање на еднаквите можности помеѓу жените и мажите, како и кон елиминирање на дискриминацијата и злоставувањето врз основа на пол. Оваа обука е дел од бројните активности за одбележувањето на 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје, во насока на надминување на родовите разлики во општеството. Во март 2012 година, градот Скопје ја донесе стратегијата за родова еднаквост на град Скопје, изработен од страна на Центарот за истражување и креирање политики од Скопје, што представува сеопфатен документ кој што ја изразува политиката на градот и плановите за остварување на визијата Скопје да прирасне во родово еднаков град. Дополнително, Советот на град Скопје неодамна донесе одлука за измена во статутот на град Скопје, каде во рамките на Советот на градот се формира комисија за еднакви можности на жените и мажите. Бајерн Мюнхен стигна до титулата светски клубски првак. Женската ракометна репрезентација на Бразил ја победи Србија со 22:20 во финалето на светското првенство што се одржуваше во Србија. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.